Ви благодарам, председателе. Почитуван колега Крмов, пред да започнам со репликата или онај дел кој што воопшто не околу дилемите кои што ги имавте горе, не ми се свигаше како го кажувате заради принципот и заради начинот на кој што функционира досега ова мнозинство, но како и да е, најпрво се заблагодарам за истрајноста и за присуството на овие неколку пратеници од храбри пратеници секако од позицијата на власт, секако и на сите оние кои што учествувавме во така наречената дебата, каде што буквално ни збор не се осуивте да потрошите и да го одбраните на некој начин она што не се брани, меѓутоа самата реченица ни покажува зошто и не сте се обидели да го браните. Добра е и свежината што ја гледаме кај министерот, можеби за разлика од претходниот министер и претходните 3,5 години, свежината во однос на истрајноста на присуството на оваа седница, каде што веројатно не се испроектира, камоли да реализира било каков капитален проект, може да има некаква промена, или затоа потоа времето е показател на сите тие работи. Кажавте, колега Крмов, дека ако е се чисто, одговорноста на собрание, кажавте, колку бил лошо структуриран самиот договор, или ако сакате од денешен аспект закон, повеќе разговарав претходно во моето излагање колку во суштина овој договор е закон. Меѓутоа не треба да имате дилеми, не заради нешто друго, туку секаде онаму каде што има проценти, каде што има нати го дај ми го, каде што има евро за мене, евро за тебе, евро за вицето, евро за Заев и така натаму, ќе имате вакви договори, колега, пред нас како собрание и секако во јавноста ќе излегуваат вакви работи, а секаде онаму каде што треба да се работи врз основа на прецизни параметри и сето она кое што би можело да доведе до подобар не само живот, туку и општо благосостојба на народот во Република Македонија, такво нешто нема да видите. Така да, тоа е цела работа и кога ќе разговараме и кога ќе имаме одредени дилеми поврзани со било која тема во собрание, треба да погледнеме и зошто се довело до тие дилеми да ги имаме, не треба да ги имате, ви кажав. Зошто? Затоа што тука има буквално нати го дај ми го. Ви благодарам.